Пинг-понг меѓу институциите, додека семејството на Александар Јаневски Тошта, осуденикот од 27 април, чека телефонски повик од затворот и стравува за неговиот живот. Ја чекам секој момент, секој ден да ми се јават дека му е влошено нешто. Јас секој ден сум под стрес да чекам што ќе се деси утре. Дали ќе му се слоши на него и што ќе биде. Значи нити е шекер регулиран, нити е притисок регулиран. Нити овие ензимите што треба за стеновите да се регулираат. Ништо. Сопругата на Јаневски бара одговори од сите надлежни институции и алармира дека нејзиниот сопруг 3 месеци не е однесен на контрола после стентот на срцето, а не му е направена ниту крвна слика, иако е тежок диабетичар и има висок притисок. Со месеци чека на второстепена одлука за наводното бегство за кое го теретат, додека тој бил во Охридската болница на хируршка интервенција. Ги моли надлежните да не си ја префрлаат топката, туку веднаш да го сместат во полуотворено оделение. Но одговори се уште нема, ниту од кај народниот правобранител, ниту од управата за извршување на санкции. Чекам од директорот на затворот. Не знам што чекаат. Едни викаат чекаме од санкции, едни викаат чекаме од директорот. И ја не знам од кого се чека и што се чека. Изгледа чека да му се слоши или да умре, па тогаш да го решат случајот. Имено, по сториите на Алфа, тимот кај народниот правобранител минатата недела влезе во Штипскиот затвор, но и тие, како и сопругата на Јаневски, чекаат на одговори од управата за извршување на санкции и од Охридската болница. Врз основа на прибавените информации, а со цел народниот правобранител да утврди дека правата на осуденото лице се повредени од страна на установата, упатени са барања за информации и докази од управата за извршување на санкции, до судија за извршување на санкции и до болницата за кардиоваскуларни болести во Охрид, па од содржината на истите ќе заврши исходот на постапката. Од управата за извршување на санкции не одговараат ниту на повиците на Алфа. Имено, Александар Јаневски Тошта пред неколку месеци беше на дисциплинска, зашто затворот во Штип го терете дека се дал во бегство и покрај уредната документација од Охридската болница, според која тој викенд му бил вметнат стент. Семејството со месеци моли надлежните да не се живуваат со Јаневски Тошта и се убедени дека ова му се случува, бидејќи тој е осуден за тероризам и е дел од, според нив, политички предмет за кој притискаше власта.